Министерството за внатрешни работи доцна синоќа поднесе кривична пријава против 12 лица од Скопје и од Штип во својство на членови на управен и надзорен орган на акционерското друштво Машинопромет, сопственици на приватни правни лица, и тоа Инком, Интеркомерц и Биметали од Штип, и службени лица вработени во управата за јавни приходи поради основано сомнение дека сториле кривични дела: злоупотреба на службената положба и овластување и кривично дело помагање во врска со злоупотребата на службената положба. 11 од нив во текот на вчерашниот ден беа лоцирани и приведени, додека по 12-тиот, кој е всушност и првоосомничен, се уште се трага. Според досега документираните сознанија во периодот од 2008 до 2011 година, пријавените како членови на управен и надзорен орган на Машинопромет, спротивно на Законот за трговски друштва и непочитувајќи ги решенијата на Основниот суд Скопје 2 од Скопје, заповедена предстечајна постапка во кој е изречена и мерка за забрана за располагање со имотот, во повеќе наврати и во претходен договор со пријавените кои што се сопственици на горе наведените приватни, значи правни лица, Инком, Интерком и Биметали од Штип, како и правното лице Сиком од Скопје, а спротивно на интересите на друштвото и на акционерите на Машинопромет, донесувале одлуки на управен одбор кои што од страна на надзорниот одбор не се оспорени како противправни, а се со цел незаконито, енормно намалување на вредноста, како и расходување на целокупната стока на залиха која што ја поседувал Машинопромет. Имено на 6 април 2011 година на противправен начин, со изготвување на документ и спратница која што не е сметководствено евидентирана, дозволиле стоката на залиха да биде изнесена од Машинопромет и да биде предадена на правното лице Инком. Во истиот период, управата за јавни приходи од Машинопромет имала даночни побарувања по разни основи, тоа по основ на данок на добивка, данок на додадена вредност, персонален данок, а поради неможноста да бидат наплатени, биле донесени и решенија за присилна наплата на побарувањата за кои пријавените како извршители од управата за јавни приходи не презеле мерки во правец на целосно наплатување на даночниот долг. И покрај побарувањата, пријавените службени лица, односно одговорни лица од управата за јавни приходи, по известувања и барања од Машинопромет, му дале согласност за отуѓување на стоката спротивно на Законот за даночна постапка. Согласно извршениот вонреден попис од јануари 2008 година и извештајот за проценка на имотот на Машинопромет од септември истата година, изготвен од страна на ДКС ДОЕЛ, вредноста на стоката на залиха со која што располагала Машинопромет е проценета во износот над 64 милиони денари, односно над 1 милион евра. Управниот одбор на Машинопромет во текот на 2008 и 2009 година во два наврати без соодветно образложение ја намалува вредноста на стоката во залиха на Машинопромет од над 64 милиони денари се до нешто под 17,5 милиони денари, од што може само да се претпостави умислата за продажбата на стоката по енормно пониски цени. Во меѓувреме, Машинопромет доставува и известување, односно барање до управата за јавни приходи, во кое што ги информира дека стоката на залиха со која што располагаат е застарена и дека дел од истата практично и нема никаква пазарна вредност, со што стоката е евидентирана со ставка 0. И бараат истата да биде расходувана, односно да се отуѓи како отпаден материјал. Управата за јавни приходи на ова нивно барање во облик на одговор дава и согласност за отуѓување на попишаната магазинска стока. Во меѓувреме, со решение од Основниот суд Скопје 2 од септември 2010 година по предлог од страна на доверител во Машинопромет донесено е решение за предстечајна постапка и донесена е предлог мерка за забрана за отуѓување на имотот на Машинопромет.
Спротивно на ова решение, одговорните лица во Машино Промет во текот на април 2011 година вршат продажба на целокупната залиха на трговска стока со која што располага друштвото. Како отпадно железо на правното лице Биметали од Штип, но фактички целата стока завршува и е наменета за правните лица Инком и Интеркомерц од Штип, кои подоцна ја пласираат стоката на пазарот со незината вистинска малопродажна вредност. Имено во Машино Промет пронајдена е документација за водење на двојно книговодство, односно испратница со иста спецификација, како резервни делови, лагери, каиши, штрафови и други делови за продажба на Инком од 6 април 2011 и на Биметали од 7 јули 2011 година. Како подкрепа на фактот дека станува збор за противзаконско действие, говори и податокот дека пријавениот сопственик на Инком не го уплатил ниту договорениот износ од 250.000 денари на Машино Промет, туку на сметката на правното лице Сиком, инаку фирма која што е во сопственост на братот на првоосомничениот, кој во тоа време бил и председател на управниот одбор на Машино Промет. Од паралелната евиденција, односно фактурите и испратниците од Биметали до Инком и Интеркомерц, утврдено е дека испорачаните фактурирани резервни делови кон Инком и Интеркомерц се пласираат на пазарот, иако истите Машино Промет од Машино Промет се продадени како старо железо, со што се докажува дека продадената роба како старо железо имала вистинска пазарна вредност. Со наведените действија пријавените лица го оштетиле Машино Промет и акционерите на друштвото за сума од над 64 милиони денари и буџетот на Република Македонија во износ од приближно 14 милиони денари. Долг кој што Машино Промет го имал по основ на јавни давачки заклучно со 2011 година. Трговската стока од Машино Промет Скопје, наводно продадена на Биметали, во моментот во најголем дел се наоѓа, како што може да се види од приложените фотографии, во магазинските простории на друштвото Инком од Штип. Од страна на Министерството за внатрешни работи, истата е запечатена, фотодокументирана и доставена на чување во магазинските простории на друштвото Инком во Штип.